Имавме често муабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае и утре ќе се викаме не знам како. Не може. Мора да доеш во институциите. Во тој момент, ја ви тврдам, сите што беа до последен, десетици и десетици илјади луѓе, во мај, на 17 мај, и сите слободарски граѓани, колку год да звучи као фраза, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потпишал тоа. Нема да го остават у таа фотелја у која е. Че ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има, во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек или на тие што ќе го менува името. Кој ќе влезе у таа коалиција за да го менува името на Македонија? Ја ви тврдам дека нема да најдете партнер за тоа. Значи ние во Скопје тука немаме видено француски предлог. Ги работев сите тие документи, заедно со многу други. Францускиот предлог на крај со Макрон директно на тие 2-3 точки јас го работев. Јас учествувам преку мој представник реков и со тоа го кажувам јасно мојот политички став дека сум за тие уставни промени, не мислам дека се нешто страшно за нас. И не мислам дека ако ги внесеме бугарите во уставот заедно со другите 6-7 народи и делови од народи, дека државата ќе пропадне. Добро, но Петко доаѓа тука и вели, вие сакам да ги запишете бугарите во уставот. Ние тоа не се дрзнуваме да им го кажеме на бугарите. Тоа да бидеме отворени. Не само Петков и Радев и претходни други кажува. Тоа е мешање во внатрешните работи. Точка. Потполно се согласувам дека е преседан од невидени размери. Сменете го уставот па дојдете разговараме. Инсистирам на таа теза. Битно е да останеме на шина, на пруга, да не речеме сега бираме друго, се одиме сами, што каде од движења на неврзани. Би сакале бугарите да не бидат спомнати само во преамбулата, туку во целиот така наречен нормативен дел на уставот. Тоа не е возможно. Зашто? Затоа што во преамбулата се кажува како е настаната оваа држава и од што се состои. Инаку во нормативниот дел ние албанците ги нема. Ги има со на, ја би рекол, срамна формулација 20% кои се. Меѓутоа со име и со презиме никој друг не е споменат. Македонија се враќа традицијата на колежи, или на стрелање вили и на наследства. Единствено таа изјава може да биде точна ако мисли на периодот 41-44 и кога ќе има техничкиот министер во Бугарија за надворешни работи време, слободно време, може да прошета до Ваташа да види дел од таа традиција. Стига да не Ивани, како си? Много добре. Поздрав од Зоки. Много добре. Седи тука при нас, не?